Тука не е само елемент бројот на пратеници, може да има прилично ефикасна влада со 61 пратеник. Мислам дека е најголем проблем политичките намери. Ако политичката намера е реваншизам, а не соработка, таа влада нема долго да трае. И ако таа влада се занимава исклучиво како да му врати на политичкиот противник, ги слушам и луѓе кои што им се блиски. Вчера слушав Петар Гошев, вели дека треба целосно да се демонтира системот во Република Македонија, дека треба 4 до 5.000 луѓе не само да се избркаат на работа, туку да бидат казнети, мислејќи и на затворски казни, немаме толку затворски места во државава. Значи, ако тргнат со една таква политика и ако се занимаваат само со тоа, одговорот ќе го добијат од граѓаните. Прво, заради недемократските методи кои што ќе користат, второ, фокусот нема да е на економијата. И ако фокусот не е на економијата, граѓаните ќе споредат и ќе знаат како живееле до пред 6 месеци или 9 месеци и како живеат во тој момент. Така што мислам уште еднаш дека најдобро решение се предвремени парламентарни избори, но и доколку не се случат, не очекувам толку век на оваа влада која што ја најавуваат. Прифаќањето на тиранската платформа и елементите во неа, кои што се јасно прифатени од Зоран Заев, евентуалното изгласување на неуставен закон за јазици во парламентот, понатака изгласувањето на декларацијата за геноцид во Република Македонија од 1912 до 1954 година, обидот за промена затоа што е потребно двотретинско мнозинство, ама самото отварање на тема за символите, за знамето, грбот и химната и сите други прашања кои што се отвараат во тиранската платформа, имаат такви далекусежни последици врз политичкиот систем во Република Македонија, што тешко било која влада ќе може да ги отстрани и ќе треба многу долг временски период и едни хармонизирани односи за последиците од нив да се намалат.